Имаме препораките на Венецијанската комисија односно законот за јазици. Клучното е дека препорачуваат да се ревизира законот согласно и да се направат некои измени согласно нивните препораки. Предно од вице-премиерот Бујар Османи имаше изјава која презентираше некои менувања односно препораките, но и клучното е дека смета дека не треба да има никакви измени на законот за јазици. Речената тоа е правен чекор нас и еднострано менување на закон. Како СДСМ гледа на овој процес, треба ли законот да се менува и да се влезе во дебата за законот за јазици? Ние повторуваме зборот е збор, заради тоа што навистина веруваме дека треба да си го почитуваме тоа што сме го кажале. Некогаш лесно е, како на денешнава пресконференција, да кажам зборот е збор. Ветивме НАТО и спорачавме НАТО. Некогаш ќе добиете и поврел костен. Меѓутоа, после долгите дискусии по законот за јазици, ние излеговме со текст за кој што застанавме. Добивме сериозно мнозинство и во собранието, но кажавме и дека имаме одредени дилеми. И за тие дилеми, но и за целиот закон, самата влада побара мислење од Венецијанската комисија. Според тоа што имавме прилика директно да го прочитаме, а не да го видиме толкувано од страна на некој, за некои прашања имаат дилеми, за некои прашања нема дилеми, за некои прашања Венецијанската комисија оди и некој чекор напред. Многу сериозно ќе го анализираме мислењето, ќе земеме предвид различни забелешки и ќе се трудиме да најдеме решение кое што ќе биде плюс за сите граѓани во државата. Како влада побаравме од Венецијанската комисија да ни достави мислење по законот и да ни достави мислење по две прашања кои што ги остава, ќе го извлечеме најдобриот можен резултат за сите граѓани. Ние веруваме дека јазичните права се права кои што ја градат кохезијата во државата. Законот веќе долго време е на сила. Никој не плати казна заради тоа што не знае албански, како што не критикуваа. Никој не е натеран да користи нешто што не го знае или не сака да го користи, како што некои тврдеа. Покажавме дека ова прашање не е табу. И покажавме дека ова прашање сакаме да го решаваме како држава која навистина гради едно општество за сите. Со таков дух, со такви аргументи, ќе го погледнеме мислењето на Венецијанска комисија и ќе излеземе со заеднички став. Не веруваме во еднократно менување на овие важни закони. Меѓутоа, веруваме дека сите партнери во коалицијата ќе го почитуваме тоа што сме си го превзеле како обврска на почетокот. Сметаме дека ова не е прашање кое повторно треба да ја дели државата. Видовме како неодговорни политичари не доведоа на рап на војна, создавајќи страв кој што беше нереален. Мислам дека државата, па и граѓаните, јас се надевам и некои од партиите, научија од тоа искуство. Ова беше партијата и ова беше владата која што, за разлика од еден претходен период, успеа да ги вклопи во своите закони претходните мислења на Венецијанска комисија по прашање на правосудство, по прашање на медиуми и така натаму. И покажавме дека со такви чекори градиме посилни институции, а не послаби институции. Сакаме да бидеме принципиелни по сите прашања, а сакаме да најдеме решенија кои што ќе бидат најдобри за нашата држава. Јас би малку по-конкретна, значи емоцијата која што искористи практично вице-премиерот Бујар Османи беше не законски измени, акционен план, ако има законски измени, тогаш бараме униформите и парите едно, и второ, секоја одлука на Уставен суд, секои измени на Министерството за правда, секој на гласување во собранието ќе го сметаат како за враќање во 2001 година. Наспроти тоа, вчера премиерот беше многу јасен дека веќе измени Министерството за правда добило налог да прави измени на законот за јазици. Колку за вас се прифатливо униформи, пари и како гледате на тоа коректно да се прejudicираат некои одлуки на Уставен суд да се гради? Јас не сакам на прашање да одговорам со прашање, ама за да ви го објаснам мојот одговор, ќе почнам така. Дали го видовте мислењето на Венецијанска комисија? Јас се уште официјалното мислење кое што ги содржи прашањата кои вие ги наметнавте,
и со право ги прашувате, не сум го видела. Прочитавме една страница на општ став со најава дека тоа ќе биде достапно во понеделник и прочитавме 1001 толкување од страна на некои луѓе кои што не лажеле во минатото. Затоа би сакале прво сето тоа што се најавува да го прочитаме, ќе ме интересираат ставовите на Венецијанска комисија и по овие други прашања кои што ги спомнавте. Она што можев да го прочитам во прес-релисот или соопштението се однесуваше на голем прашалник околу судските постапки, а реков, според тоа што го слушнав, во поглед на другите прашања, Венецијанската комисија има полиберален став. Така што тоа буквално ни дава шанса, ако сакаме да најдеме добри решенија, да ги најдеме добрите решенија. Да кажеме дека и мислењето е почитувано, а и граѓаните во оваа држава, без разлика дали се македонци, албанци или сите други, се позадоволни. Не сме ја воделе работата со сила ниту претходно, не веруваме во таква политика ниту денеска. Меѓутоа, институциите ќе работат, а одлуките ќе се носат тогаш кога ќе биде јасно какво е мислењето, кои елементи се спорни, кои се позитивни. Ние за Венецијанска комисија, за мислењата за закон за обвинителство, судство, ни требаше 4 години да ги и промена на влада за да ги вклопиме сите мислења во законите. Никој нема илузии дека ова се случува преку ноќ. Покажавме дека ние веруваме во концептот едно општество за сите. Ова ќе биде само уште еден тест кој што ќе покаже дека нашава држава созреала и дека научила од грешките на некои бивши политичари.